Европската Унија се воздржува од секаков коментар поврзан со случувањето од 27 април и истрагите кои се водат против лицата кои учествуваа во упадот во собранието. Оттаму сепак додаваат дека мора да има одговорност за сите учесници. ЕУ не ги коментира тековните истраги или судските постапки. Тесно ги следиме настаните и очекуваме од сите страни да постапуваат одговорно и во согласност со законот. ЕУ претходно ја истакна важноста од воспоставување одговорност за настаните од 27 април во парламентот. Изјави за ТВ Нова потпоруката на комесарот Хан Маја Коцијанчич. Иако ЕУ сега се обидува да стои настрана, тоа не беше случај на 27 април, кога Унијата веднаш го поздрави изборот на Талат Џафери за председател на собранието, иако собраниската седница за тој ден беше завршена, што на некој начин беше повод демонстрантите да влезат во законодавниот дом. Со коментар за актуелните случувања, денеска се јави и американскиот амбасадор Джес Бейли. Тој бара виновниците да одговараат, но ти мора да се почитува и презумпцијата на невиност. Well, we put out, as you know, a statement. Веќе испративме соопштение, ги следиме овие важни случувања и како пријател и поддржувач на Република Македонија. Рековме дека полицијата, обвинителството, судскиот систем треба да бидат транспарентни во однос на случајот. Ние и Европската Унија рековме дека сите оние кои се одговорни за случувањата на 27 април треба да понесат одговорност за настаните, но при процесот мора да биде почитувана презумпцијата на невиност. И САД и ЕУ се едногласни во ставот дека одблиску ќе ги следат случувањата поврзани со 27 април.